Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Така е. Ке ви посакаме убаво попладне и ова попладне на телевизија Телма во Никој како со нашите денешни гости. Дефинитивно ќе има смеа, ќе има убава атмосфера. Ја надвор се спрема за некое невреме, барем во главниот град, така што останете си вие пред ТВ екраните, на сигурно, на суво и изгледате на до самиот крај. Убаво им кажав? Убаво им кажа, тука сите. Ако излегувате, дојдете веднаш. скрите се. Чадор со вас. Да, носиш чадор? Не. А нон-стоп зборам, на радио, телевизија, сегде, ке врне, земете си чадор, колата не ја паркирате под дрво. Мислам дека и таква козаинает, и ја го правам тоа што го зборувам. Мислам дека таква анкета не е направена. Колку мажите носат чадор вистински, нели? Кога Немаме више навика. Нели? Ја мислам дека жена можеби и носи чадор, ала жена па има место кај да стави. Кај да го носам чадор? Кај да го обесам чадор? Да, и ќе го изгубиш. Ти ташната твоја за еден чадор на толку работи. Сега ова е малецка, не ми собира чадорче. Има се мали чадорчиња. Не можам така ке го. Од тему види. Нали чадор, може ке ти стигне за кукличка, ама добро. Чадорче, нешто ке виде. Како и да ја почнуваме, како и секогаш. Никој како, не на тикате, тоа беше НК, нели Никој како, но Никој како и нашите денешни гости, веќе ги откривме на наше голямо задоволство. Одамна не биле на телевизија и многу ми е драго што вака во оваа ситуација ни се гости. Таа е нутриционист, професорка, професори и тој, ќе ни кажат самите каде и што. Ангела Крстановска Паскуале. Добро е вака, така? Супер, одлично. Ете, одлично. Да. Најдобро. Здраво, живо. А овој другиот господин, не знам дали некој знае како се презива. Ја мислам дека сите те знаат како Дени 4 сезони, ама Дејан Христовски за сите оние кои што еве знаат, не знаат достига како си што. Повеќето ме познаваат како Дени 4 сезони. Ето така. И благодарам на поканата. Не се менјаш човеко, не стареш, ја не знам ова што е работува, ни бели влакна на глава, ништо. Ништо, Дени. Ген. Ген и малце медицина, ама за тоа во некоја О, друга некоја друга прилика. Елексир на младоста. Да, елексир на младоста. Имате убаво интересно студио и многу весела емисија и забавна. И многу ми е драго што сум тука, посебно со професорката Ангела, која посебно ја почитувам. Да, и мене ми е многу драго, особено вечерва што ете Ненад е мој омилен лик, а Ката кога ја видов е многу побава во живот, морам да признам. Менувајте камери веднаш. Топ. Тоа изгледа многу нежна. Иначе јас доаѓам од факултетот за туризам и гостителство во Охрид, 20 години сум професор, работам со моите познавање на стоки, нутриционизам и диететика и енологија, за Бог забора, за виното наука. наука. Вие почнувавте да се занимавате со ова, не беше како сега толку, барем нутриционизмот вака да има толку вака Да, имало, секогаш имало одредени различни интереси, со тоа што значи секогаш се менуваат нештата. Јас кога речам како професор по храна, ги знам базичните работи, не отстапувам од нив, а сега излегуваат ли Аткинс, па не знам каква диета, таква диета, која што многу јас не ги почитувам, затоа што си знае која е најдобра диета и најздрава. Тоа е малку диета која што намета за диабетичари и таа е една од најдобрите диети. Значи она која што нема многу лепо во неа. Да, и јас не сум да речам застапник за екстремни гладувања, не сум застапник за вегетаријанство многу, тоа е друга емисија. И она што е умерено и физичка активност. Физичката активност е исклучително важна за одржување и на физичката и психичката состојба во организмот. Да, и она што секогаш ме интересира, дали оваа храна во Дикава Македонија останува да биде на она високо ниво, да речеме, на квалитет, за разлика од пластиката која што ја продаваат на друго место. Да, затоа што немаме загадена почва се уште и уште не е испосната почвата. Затоа што го имаме и тој проблем, може да биде се здраво, меѓутоа ако почвата нема минерали, нема што да прима растенијето од самата почва. Имаме дома
кој што е вкусен. Да, имаме вкусна храна, меѓутоа за жал производството не е многу намалено. Нема кој да го насади. И 80% сме зависни од светот, значи да увезуваме храна. Ја стално велам, најглупаво е на држава кога имаме, да речеме, сите дневно трошиме околу 5-6 евра минимум за храна, така, а ние сме 2 милиони, ете да речеме минимум по 5 евра, тоа се колку? Многу. Колку пари? Значи, во милиони евра тие 80% се излеваат од надвор. За нешто што го имаме овде како... Значи, сонце, земја, вода, како ресурси, за да можеме да го... Се уште имаме 300 сончеви денови во Македонија. Тоа значи дека скоро преку целата година ние можеме да имаме свеж зеленчук. И не треба да ги редиме нивите со толку многу, односно да го користиме сонцето само за фотоволтаици, туку можеме малку и земјоделството. И значи буквално сега разговаравме претходно, ние крупен добиток воопшто немаме. Ние немаме месо наше, немаме сирење наше, значи тоа е Малтене, во една Италија, кога, да речем, одам мојот сопруг италијанец, таму ќе имаат не знам колку мал милион на сирење и секој дете мало знае да произведува сирење. Тоа значи од мали нозе ги учат на почитување на традиција, храна, што е производство и кај нив ниту еден грам храна не сме да се фрли. Може ли, например, можеме ли да го видиме, да речеме, во основно училиште, од основно училиште децата да учат? Не дека мислам дека мораме. Дека мораме, да учат за храна, за нефрлање, за складирање, за чување, за ние учевме, само се сменија многу работи во образованието, така да, ама ајде сега. Тоа се ма се сериозно. Не одиме на толку сериозно. Добро, и не секое дете сака да го учи тоа. Затоа постои нели угостителското училиште каде што навистина многу се обрнува внимание на основата на гастрономијата. Затоа што всушност таа е најважна. Кога луѓето би ја имале таа основа, ние би имале и многу повисоко, на повисоко ниво угостителство и се друго што спаѓа под угостителство и туризам. Така да, ја мислам дека идеме на добар пат и се повеќе и повеќе деца го засакуваат угостителството за тоа што нели рестораните и кафеаните овдека кај нас цветаат буквално за тоа што сите во моментов се обидуваат да дадат квалитет, да почитуваат правила и така натаму, а оној недостаток на работници што во моментот го нема, ја мислам дека за десетина години полека ќе се врати за тоа што и се повеќе и повеќе деца, како што кажав, се заинтересирани за угостителство. Тоа е добро за нас. Кога сме кај гастрономијата, само уште едно прашање и одиме на... Да, само да кажам, вчера имаме продавање за зелена гастрономија и тоа е значи еден момент каде што треба да се насочиме на таа зелена гастрономија. Тоа што значи? Тоа значи дека не треба да има никаков отпад. Кога во кујна тоа Дени го знае, ќе ставите храната во корпа, тука треба да има само пластика. Ништо друго. Значи храната не фрламе. Да, нема веќе линеарна економија, него сето тоа мора да биде циркуларна економија. На пример, од портокали ако цедиме, од лушпите може да направиме некој кандирано овоше кој што ќе го повторно ќе го употребиме. Втор момент, треба да користиме производи од локални производители. Зошто? Прво тоа се нашиот идентитет, така, проверено потекло, не знае, значи ако добиеме грозје од Бразил, не знаеме ни како е третирано, башка колку да речеме јаглерод диоксид е произведен за да се донесе тоа грозје. Сваќате, а овде имаме локален производител, а грозјето донесено од Бразил ние парите ги извезуваме, така ги даваме, а овде ги даваме на локален производител и ја јакниме локалната економија, нема интермедијатори. Затоа викаме 0 километража на самите производи. И секој ресторан треба да има мени од 4 сезони. Значи се што е во моментот, Дени 4 сезони. Да, 4 сезони. Да, затоа Дени и Денис, така, тоа е пред времето, значи. Така. Убаво е кога би се користеле сезонски намирници, затоа што тие всушност тогаш се и најдобри за нас. Така е. А и ние сме навикнати да ги јадеме во тој период. Сите овие нови производи, овоше зеленчуци, семиња. Да, кога нема кај нас да јадеш, да речеме нешто што... Не сме научени во нашиот ген ги нема тие. Океј да пробаме, да видиме, меѓутоа јас познавам луѓе кои постојано ги јадат не. Ама Дени, во секој ресторан каде одите, какви салати имате? Дали имате некоја салата? Значи се знае, шопска, македонска, така Цезар, а тоа е цела година. Значи тие треба да прават салати сезонски, така со дополнителни. Тоа сега да те прашам, кога јас го создаваше брендот, размислуваше на овој начин? Тоа беше идејата? Да, во тоа време во еден телевизија се собравме сите што ја организиравме таа емисија и разговаравме на тема име, како да крстиме. И преку ноќ преспавме и другиот ден требаше да даеме предлози и кога го дадов предлогот 4 сезони, кликна приказката да и така почна. Затоа што навистина треба да ги користиме сезонските овошја и зеленчуци и се што нуди природата, затоа што
ќе ни биде многу убаво. Ќе го почувствуваме вистинскиот вкус на сето она што го јадеме. Еве сега младо кромиче, можеме ли да замислиме салата со марула без младо кромиче? Не ни е убава. Затоа што од деца сме така научени. Јасно. Нели? Така да можеме многу да разговараме на тема. Авокадото не сме од деца научени. Авокадото, да, авокадото е многу интересна приказка. Добро. Уште од естеките и маите. Овоше на плодноста го нарекувале, нели така изгледа како матка. А европските морнари не само што го јаделе, него од него правеле и масло, со кое што ја мачкале кожата, затоа што најдобро одговара на нашата кожа, на човековата кожа. И ден денеска индустријата која произведува такви препарати за нега на кожа и така натаму употребуваат авокадо. Видиш? Дени, вакат флешеви те удираат, ти не достига... Ти не достига телевизија? Такво телевизиско шоу како што го правеше во времето на... Па да. Да, многу интересен период од мојот живот, каде што и навистина многу научив за гастрономијата. Да. И ми не достига. Ми не достига. Се појавуваме од време на телевизија, со училиштето или јас посебно сам. Меѓутоа тоа време навистина многу ми не достига, затоа што беше многу убав период од мојот живот. Да речеме за некакво си такво враќање? Размислувам, се работи на тоа, наскоро, може ли, наскоро. Да, меѓутоа сакам сето тоа да биде навистина многу професионално и да биде баш онака емисија за готвење која ќе им значи на луѓето и ќе чекаат да гледаат. Да, затоа што гастрономијата не е ништо обично. Гастрономијата е наука која нема граница. Првенствено треба да почнеме од организација дома, од намирниците што ги купуваме всушност од нашиот фрижидер, а потоа и од техниките на обработка на храна за да биде вкусна, за да биде онака како што ја гледаме на фотографија или на сите овие емисии за готвење што се кај нас и ширум светот. Да. Тоа е сложена игра, работиме со добра екипа. Гастрономијата е наука, уметност што ги допира сите сетила. Апсолутно единствено нешто музиката е многу слична, меѓутоа сетилото за вкусот не го допира, а гастрономијата сите сетила ги допира. Како велат, музиката ги скротуваат зверовите, меѓутоа како што храната може да го скроти зверот, не постои ништо друго. Кога сме гладни, ние сме напнати. Ели, Амос Буш, затоа постои мало предјадење кој им се дава на гостите, додека да стигне храната да не бидат нервозни. Тоа жените... Јас и ти ги гледаме пред емисијата, дека стигнеме до ручекот. Тоа жените... Поздрав од шефот. Тоа жените најдобро го знаат. Така, како да е супер све средено во домот, само да има добра храна. А добро, да. Нели? Така е, љубовта, како ви Се согласуваме, Нена. Мора и новитети и дома. Еве по децата гледаме дека не сакаат постојано да јадат, пример 10, 12, 15 јадења, колку што ние ги правиме дома, него убаво е ќе видат нешто надвор, ќе пробаат, ова е супер. Дома сме им го направиле, не им било супер, затоа што не знаат што е, меѓутоа кога јадат со другарчиња, кога јадат со други луѓе, значи многу е поинтересно за нив и после тоа бараат новитети. Ќе одиме во маркет да купиме нешто, вакво сакам го видов на реклама на TikTok. Добро, знаеш што е тоа? Не знам, ајде ќе купиме да пробаш. Суши сакам. Суши, да, суши јас. Пробува малата моја суши и вика бљак. Ај тато, пекаше за суши. Да, ама не ми се допаѓа. Не ми се допаѓа. Не сме научени. Нуријалгата да е малце поинаква, да. И сега само уште едно прашање пред да почнеме со овие нашите позабавни прашања за тебе. Моабетот ми е дали мислиш дека треба да направиме еве како што ова Македонија е позната недоволно колку што по моје мислење колку што треба, затоа дека кај нас сепак доматот мириса убаво, пипирката е вкусна и така натаму. Дали мислиш дека треба да направиме некои јадења надвор од ајварот, кои што треба да значат освен гравча тавча, дека се наши да се некаква наша гастрономска трпеза, да речеме, ете така, македонска. Јас сум изненаден од slow food, имаме повеќе низ Македонија. Slow food повикува луѓе кои се произведувачи на македонска традиционална храна. Почнувајќи од оние домашни компоти, густи сокови или сокови на растварање до одличен квалитет на сирење, кашкавал и така натаму, до македонски вина, раки. Ние имаме многу што да понудиме на светот. Мали сме. Не можеме,
не можеме да услужиме. Еве, ако произведуваме вино за еден кварт во Кина, ние нема да можеме да постигнеме. Само за јануари. А и не сме сложни како народ, за жал, ама тоа не сакам да го... Знаеш како, кате само кратко Значи, да можеме објаснам. многу. Имаме македонска национална кујна која што е значи гравче, тавче, полнети Па пиперки, нели тоа што го знаат луѓето што доаѓаат, така? Целта е значи во микрорегион да се развива таа под Лабоко, да се ископат и ние, јас сум председател на Slow Food Охрид, меѓутоа имаме многу конвивиуми низ Македонија и сите тие работат во микрорегиони да го откријат кој е типичен рецепт за тој крај, регион. така е. И кога еден гостин би дошол, ние направивме мрежа на Slow Food ресторани и тој може да се добие таа мрежа и нема гравче тавче да јадат во секој ресторан. Така сегде гравче тавче се. Значи сегде ќе си има значи храна која што е типично за тој микрорегион. И карактеристично што 70% од сите продукти тие ги обезбедуваат од локалното население, само значи шеќер, кафе повторно може да купат, друго се тука од тој регион. Одлично, супер идеја. Декорации, подаруци во стварно, Кој што почнавме, а ќе заврши емисијата. Ќе заврши емисијата, ние се расприкажавме. Вака сега. Значи, освен што сум Јас нутриционист, за храна, патувам из целиот свет и го истражувам целиот свет, работам, ама почнав и да плетам. Меѓутоа, таа, значи, тоа е некоја пасија која што се роди во мене, изработувам различни ташни, се кукли, кукли, секакви работи и ми дојде идеја да ви изработам, значи, едно букетче кој што ќе е трајно и нема да се исуши и видите за среќа вчера успеав и да најдам логото да ви го ставам. Еве, почитувани гледачи, Ова ќе ни биде во нашата сценографија, благодариме. Прифати го Кате. Благодарам, гледаш како е труд, рага, љубов, позитивна енергија. Тука ќе биде во Тука сценографија. во сценографија ќе биде. А што е ова? А ова се отвара? Да, ова треба Сме да да го го отвориме отворите, сега да, или ќе ми после? биде Ајде. задоволство да го отворите. Да. Охрид не може без Охрид. Дени. Вакви обврски што ни давате да треба да враќаме подароци, дечки. Како голапчиња сте кога ве гледаме на малите екрани. Како да ви кажам. Да. Имате и посвета позади. Чекај. Емисијата ми е како добар ручак, вкусна, топла и со мерак направена. Браво, Дени, 4 сезони. Абе, Дени, бе! Еве го, се си имаме. Еве. Овие тука ќе стојат голапчиња. Тука во сценографија, кај ќе се гледа. И на вистина не достигаат повеќе емисии од забавен карактер овде кај нас. Така и мислевме, затоа и создадовме нешто вакво. Секоја Да ги чест. натираме луѓето да се смеат И за повеќе. двајцата и на вистина ни е драго што ќе имаме спомен од Уникатни, богами, да. подароци. Сега имаме и уникатни прашања Ајде. од овие кои што Сега што правиме? Сега што? Сега? Ајде ќе види. Ајде. Овие се за брз одговор со дај не. табличките, со дај со не. И тоа е, едните се Леле, 5 се колку за нутриционист, брзо, 5 се брзо. за шеф. Абе, одам на италијански, некој кахут ми учат и тие тоа на брзина. Викам, дајте, јас ќе ви одговорам. Не урага да ме стресирате. Да, не. Јас точно ќе ви кажам професорски како тоа е. Ајде. Не. Ајде. Тука е Нена. Добро, прво за нутриционист, така? Да. Добро. Дали некогаш си се разочарала кога дозна дека нешто здраво во наводници е всушност калорична бомба? Да или не? Да. Да. Например? Ако има и приказ на некоја интересна слободно. Па, значи, секогаш зборуваме дека овие плочки, енергетски Добра. плочки се здрави, меѓутоа во последно време моите истражувања покажуваат дека уствари тоа е една сепак рафинирана храна која што го покачува брзо шеќерот и не се така добри и здрави. Така да се е најдобро да се зема од природата и не многу обработено. Така или да се свариме малку пченица варена со малку оревчиња, малку мед. Да. И тоа ќе биде многу подобар ручек, отколку ова друга. А јас сум И се на помалку нутриционистички сакам некои прашања, такви нови помодарски храни. Се повеќе сакам да се вратам кон природата и не сум некако застапник премногу за екстремни работи, онака екстремно слабење, екстремни, да речам, фетлес, шугар без шеќер и така натака, затоа што сметам дека се што е во умерени количини е сосем нормално на организмот. Да. Супер. Дали би издржала цел ти ден уште? да не анализираш што има во чинија на некој друг?
Не. Сега ќе ви кажам. Често пати тоа ми е една фобија. Не, кога јаде другиот, но вика... На две места ги анализирам нештата. Првично, кога одам во банка, често пати директорката ми е пријателка, ми вика Ангела, приватно банкарство. Јас викам, не така, за да не кажам, викам не сакам приватно банкарство, сега имам, али сакам да ги анализирам старите лица кога земат пензија, колку се стари и како изгледаат, дебели, слаби, како се движат, затоа што тоа ми беше некако како само да сватам каков животен стил има. Тоа е едното. И втората работа, кога одиме во некој хотел, кога има нели она доручек, шведска маса, и често пати ја гледам личноста и го гледам чинијата. Често пати гледам, ако чинијата е еднолична, со исти бои, многу тестенини, леп, сладки работи, тоа веднаш ја гледам позадината, ако видам нешто зелено, шарено, јаткасти плодови, овош и зеленчук, веднаш се гледа некоја витка фигура убава и во 90% е тоа така. Така. Да, здравието влегува. Така. Дали би препорачала диета составена само од хумус и моркови? Од хумус и моркови не. И ќе објаснам, може да објаснам стручно, зашто не? Само да те разбираме сите. Кратко јасно ќе кажам. Објасни да те разбираме. Секојдневно во нашиот организам треба да внесуваме во 50 хранливи материи. Тоа се јаглен, хидрати, протеини, масти, сега. Една од најважните се есенцијални аминокиселини. Тие ги има само во продуктите од животинско потекло, тоа е месо, млеко, јајца, во сојата го има и сега се овие киноа, амарант, нешто слично. Така да, ако не внесуваме ние продукти од животинско потекло или комбинација на житарица со легуминоз, ние нема да ги внесеме тие есенцијални аминокиселини. А што е легуминоз? Кај го има тоа? Легуминоз се граф, грашак, боранија. Добро, објасни ни, ние не знаеме. Ако јадиме само граф и грашак, тоа нема доволно, ќе недостасува една аминокиселина. Ако јадиме житарици, недостасува друга аминокиселина. Ако ги споиме овие две во иста чинија, значи имаме полн. Затоа вегетаријанците, како вегетаријанци, мора да прават таква комбинација. Легуминоз со житарица. А во хумусот, значи недостасува, нема тука легуминоз кој што бија морков и хумус, нема да ги покрие сите аминокиселина која што е потребна за баланс. Дали мислиш дека брокулата заслужува Оскар за недоволно сакано супер јадење? Офлеле, сега ќе ви кажам дека мојот сопруг печели пари од карфел и брокула и никогаш во живот не пробал. Ја исто така би можела и да печелам пари во живот не пробал. Како му текнало тоа во бизнисот? Тој продава брокула и јас се смеам, ако се сите како тебе, никогаш нема да ги продадеш. Али јас стално велам дека постојат 4 вида на хранливи материи. Кои се тие? Највисока нутритивна вредност и најниска енергетска вредност. Тоа е брокулата. Значи внесуваш заштитни материи, а не внесуваш енергија што е непотребна. Топ. Така, нутела. Само високо количество или кока-кола на енергетски материи, нула нутритивни материи. Јаткасти плодови, така лешници, бадеми, висока енергетска вредност, меѓутоа и висока хранлива вредност. Значи ти треба да ги јадиш во мала доза, али треба да ги јадиш. Кока-кола зеро, нула енергија, нула хранливи, све на нула. Така? Да. И затоа велам дека брокулата е кралица. Така, висока, викаме, нутритивна густина, а мала енергетска густина. И тоа се најдобрите продукти во диета. И пошто животот е поврзано со се ова што го кажуваме, дали некогаш си анализирала храна во сон? Многу често. Многу често. Само анализираш или јадеш? Многу често. Не, јас не сум некој, да речем, мојот животен стил е од сабале станувам во 7 сатот и ги пијам сите тие мои чудесни еликсири кои што ги пијам, па вежбам. Да, па вежбам и тоа не е, да речам, нешто што го правам сега ад хок, па потоа тоа го правам години. Јас вежбам од мојата 18-та година и од 365 дена во годината јас можда 300 денови вежбам. И тоа ми е, да речам, животен стил. И затоа кога ќе дојдат, на пример, многу често ќе дојде некоја матурантка или некој, јас сум на матура или јас сум на свадба и сакам да ослабам 20 килограми за да. И тоа е најлошото, затоа што тука се јавува јо-јо ефектот. Така го спушта под базален метаболизам. Значи, организмот има базален метаболизам, тоа е енергија која што е потребна за работа на внатрешни органи. Тоа отприлика 1400-1600 кај женски. Ако вие го спуштите под таа базална енергија, организмот ќе почне да ја штеди енергијата, срцето работи побавно, се намалува базалниот метаболизам. И кога ќе се врати на нормална исхрана, организмот штеди енергија и тогаш наеднаш се акумулира и се врши дебелење. И затоа велам дека
не може диета, значи промена на животен стил. Тоа не значи дека ние ако е тој љубител некој бурек или дека вечето нема да јаде бурек, али еднаш во месецот може да изеде бурек, меѓутоа тоа Да не е четвртинче од сминче. Па добро, да, и редовна физичка акција. Тоа е најважно. Така, добро. Ајде сега за Тарарадам, готвач. Дали некогаш си запалил нешто во кујна и си рекол гурмански е, така треба? Да. Come on baby, let's my fire. Што се случи, Дени, раскажи. Се случува да подзаборавиш. Кога не мислиш само на готвењето. Има едно правило кое вели кога готвиш, биди тука. Така е. А да одам и на друго место, и на трето, и на четврто, некогаш се случува да се заборави. Посебно, па готвиме риба, нели прво ја печеме, ја пржиме на кожата. Ми си има случајно на лосос, црнец да биде кожата. Значи, буквално, вика да биде добро печено, а не изгорено. Ова беше повеќе од изгорено. Да, и моравме да гребеме. Мистер Бин, тук е на. Да, со нож да гребеме кожата со цел да ја спасиме, да изедеме. Да. И? Ништо не направи. Ништо не направи. Нема спас. Нема спас во тој случај. Гледај, ова е Black Angus. Ама ја риба вика нараѓа. Black Angus. Се случува. Дали си се обидал, Дени, да направиш чуден десерт кој потоа не бил за јадење? Да. Употребувајќи зачини, Добро. Си претерал? сум претерал и не се јаде. Добро. Значи толку Што еден стави, зачин. например? А што стави? Се сеќаваш што стави што беше нејадливо потоа? Да, ставив цимет, Добро. ставив кардамон Добро. и ставив рузмарин. Кога се рузмарин. измеша, мајко мила. Трни да не го видат работава. Се случува, да. Како готвач, Да. знаеме да експериментираме, посебно со вкусовите, затоа што тоа е и најважно, нели? Така. Вкусот секогаш е 50% кога се оценува храната. И ние мораме да експериментираме. Кога ќе сгрешиме, знаеме дека таа комбинација не оди и повеќе никогаш не ја употребуваме. Да. Или ако треба да употребиме некој зачин што сме го употребиле во моментот, следниот пат внимаваме и додаваме малку по малку со постојано нели пробување на храната, да видиме дали ќе биде тоа елегантно, нежно, онака како што заслужува, Така е. а пред се дали ќе добиеме баланс во сето тоа што го готвиме, затоа што многу е важно кога работиме со зачини. Да. Или порано не знаев, меѓутоа сега знаме, еден зачин треба да преовладува, а другите зачини го надополнуваат Така е. вкусот. Да, а не сите, Не, и тоа е мешаница Не сега да ви караница. кажувам зајак еднаш кога правев, ама Кажи, тоа бев кажи, многу млад. кажи. Ништо, никој не го јадеше, ја бегав од тенџерето, како да ви кажам. Значи исто тогаш се што најдов зачини, а после тоа па почнав да ги истражувам зачините. Тоа е Затоа тоа, што значи има цела наука, така е. да Дени, готвиш а кажи ми 3-4 часа. А после тоа никој да не може да јаде или да јадат со сила и да прават. А кажи ми, Не. шафранот, стварно имат каков ефект има? Афродизијак, да раздвижува шафранот, треба 9 милиони цветови за 1 килограм шафран, Знам. а неговата цена е еднаква на цената на килограм злато. Многу е здрав, многу е добар, меѓутоа и многу опасен. Зошто? Ако се претера? Ако се претера, може многу да раздвижи циркулација, значи работа на срце и на мозок и да се добие и не дај Боже срце удари така Да, натаму. тоа е како на рибата што е во Кина или што А, ја. И тоа е да, опасна работа, да, тоа да, не е, да, значи тоа тоа е е научна, тоа е да, научна фантастика и може да работи само човек што тоа го разбира, ја не би ја ни пробал. Искрено. да. А ова со шафранот е мајка. Сега има и нови Шафранот во козметиката многу често употребувана, така? Да, ако добро да, се- значи во буквално козметички- сега веќе Да, одлично да. делува на организмот, комплетно раздвижува. Значи чај со шафран, Добро. да испиеме од сабајле, ние ќе имаме многу повеќе енергија и ќе бидеме многу пофокусирани. Чекате малку сега, не гледаат гледачи. Кажи колку да се стави шафран ако случајно некој најде. Минимално, Значи тоа би 0,1 било... грам. А, 0,1. Не, многу е, Многу? Да. многу е 0,1, значи 5-6 такви мали пипки. Да, Во да се- чаша од во чаша. 250 мл. Така, да не се залета никој па да го имаме на душа. Од кога ќе зоврие водата, ставете неколку 5-6 такви Да. пипки, како Така, се да, вика да, тоа, да, ја. да. Поклопете и оставете. Аха. Ќе добие убава жолта боја. Значи најпознатото ризото на светот е миланезе со шафран. шафран, да, Затоа што ја обожавам. дава таа убава арома
а и не може секој да ја ја сака да ја поднесе. Како мами, исто како Да, меѓутоа е многу здрав зачинот и јас го почитувам многу работи дознавме. Дали си пробал да готвиш со затворени очи за да го почувствуваш духот на состојките? Дени? Порано да, сега веќе не, затоа што комплетно знам за многу состојки, да не кажам за сите, како треба термички да се одработат, што е многу важно, како треба да се припремат, што да направам со лушпата, како да искористам за да не ја фрлам и ред други работи. Го правиш тоа и дома го правиш? Да. Што правиш по тоа? Еве, например, портокала, да спомнавме. Друго нешто што правиш да ми кажеш? Од зеленчук. Од зеленчук правам дополнително зеленчуков бујон или фон. Кој го додавам во храната. Да. И е многу повкусна. Ако правам ориз и ризото, пример, додавам од тој бујон. Лушпата од морковот, лушпата од кромидот, отпадоците од лукчето што се младово сега. Значи се што имам јас ставам и тоа полека си крчка. Никако да врие. Него полека си крчка и све испушта. Кога ќе го пробате тоа, го имате вкусот на овошјето. Имаме вкус на вегета. Сериозно. Да. Научени сме ние така да јадеме, нели, од нашите мајки и баби. И едноставно во кујната мораме да искористиме се. Ништо не смееме да фрлиме тука, е всушност и економијата. Одлично. Дали си... Укасилчинија, толку многу. Дали си укасилчинија толку многу што никој не се осмелил да ја јаде? Одубаво. Ова крејата се јаде. И не ја пробувам ич. Да, правев овошни шпагети со агар-агар. Какви овошни шпагети? Молекуларна гастрономија. Да, молекуларна гастрономија. Што не ми кажа пред 20 години што треба да студирам ти мене? Кајде на царине се запишуваат со студенти, потоа ако ќе видат и продолжуваат на гастрономија. Добро. Да, правев овошни шпагети со крем од вишна, масло од портокал и некои мали топчиња од Турција што ги донесов сладки така благи, не знам како се вика, као бисерчиња мали. И толку добро испадна, значи сокот се цеди, значи од овошјето, се обработува термички, во него се додава агар-агар. Потоа се зима шприц со црево, се влече, се зима сокот од овошјето. Потоа се става во ладна вода да се стегне, а потоа со притисок да излегува како шпагета. Се врти и се става убаво во чинијата. Толку беше убаво, колоритот, наместено така се погоди, што викам ова ќе го гледаме, нема да го чекаме. Сега ќе ви направам друго. Друго ќе ви направам. Чекај водичка да се направам. Ајде, нема ништо, ја се измерикам на Волко, да ми се јадело у животот. Не било. Што ти се пријава за? Па све. Дали си плачал... На толку храна му обетање. Дали си плачал дени од среќа поради совршено испечено парче леб? Каков мирисе лебот. За време на короната, бидејќи бевме затворени дома, мој колега од Словенија, наш македонец Томчо, ме водеше во процесот на правење леб од кисело тесто или саурдот. 2,5 месец. Направивме домашна маја од јаболки. 7 до 10 дена ја одржував и ја гледав секој ден. Потоа ја направив мајата со додавање на брашно и вода по 30 мл, по 30 грама секој дневно. Добро. И имав 10 обеди да направам баш саурдот, онака како што имав со дупки внатре, да, големи како цреши. И така натаму, кога го направив лебот, беше 1:30 часот наутро. Со пријателов мој бевме на телефон за тоа што чекавме лебот од како се испече да го исечеме, меѓутоа правилото вели дека колку време се печел, толку време треба да остои на страна за да биде убав за јадење. Кога го исековме лебот, кога го отворив, ја кога видов како испаднал, да, ми потекоа солзи од очи. Ја разбудив и супругата, жената ја разбудив да го види, пошто она сака убав домашен леб испечен. И бев најстрекниот човек на светот, затоа што навистина е процес кој мора да се почитува, а потекнува од нашите предци. Тоа е нашата традиција во Македонија. Од секогаш луѓето имале квалитетна пченица и од секогаш домаќинките печеле леб. И тоа денеска ќе го испечат лебот, а 10 дена имале леб од една тура. Го чувале
јамболи и кебиња. Добро. Значи, еден слој, па лебот и од озгора уште толку слој. дебел слој за да биде Да, волна убав и за јаболко јадење. внатре, јас имам слушнато. А иначе, јас потекнувам, мојата мајка потекнува од најано кај што е аквариус. Аха. И мојот дедо бил пекар, ама тоа било една локална малска пекара Да. и сите си правиле од сабали, ги носеле да се печат. печат таму. И тоа све мирисало на убав хлеб. Мислам, Нема убаво време. поубав, Нема нема по поубав себе. мирис. Нема, од Ме не, фати каза смеја во испечено. себе. Зашто? Вика, го видовме со сопругата. И после? И после? Земавте ајварчи сиренце, си мачкав ти Не, ги земав. не. Земавме путер Путер, да. и сол. Моето милено јадење. Да. Ба да, Моето заврши милено да ти кажам, јадење. како си Значи зове? путерче, солца, ништо Ау, друго на не тако треба. липче, Бидејќи лелелеле. тој леб има висока хидратација. Значи Да, има да. 75-80% вода на 1 килограм брашно. Кога се јаде се топи во уста луѓе. Не. Ами, Доволно е. Вистина треба е да за не... плачење Не, работа. доволно е. Да, вистина. Чекај малце, ти ни само... да. Ми течат... доволно. Лиги. А, малце треба ти се држа да се најадеш, или? Заситува, многу заситува. Така е, за И не многу тежок, заситува. да, Така, И да. хемискиот да. состав, бидејќи тој има долга ладна ферментација. Прво има ламинација. За 10 часа има 8 пати ламинација, што значи преклопување, а не месење. Од која ќе поминат тие 10 часа, на првите 5 часа 5 пати правиме ламинација, следните 5 часа правиме 3 пати ламинација, а последната е најдолга, разлекување така. и преклопување. За тоа има внатре и дупки како Дупчиња. големи како цреша. Аха. А после тоа 16 часа најмалце треба да биде на температура од 4 целзиусови степени во фрижидер. А и печењето е сосема различно. Се вади од фрижидер, се превртува, се засекува Добро. и се става во веќе загреана рерна на 250 степени. Десетина минути, па после тоа се намалува на 220, на 200 и на 180 се довршува. Добро, ова никој не би можел да го понуди како опција да го продава? Затоа Го што е имаме, премногу- имаме во Охрид има Slow food, slow наша food, членка така, го работи, така, да. да, и Работи, тоа таа си го Го работи. продава? Да, Го- да, По да. локалните сите ресторани кои што браво. имаат малку Пошто ти се виде комплицирано, не можеш да го направиш да се Нема купиш. шанси да го Не, направиш Може, тоа. може, да. само треба Ја да не се знам проба. да... Не треба да месите, не, само тоа се е преклопување. Да. Значи, можам. Прво Јас верувам дека можеш. Кај можеш? 30 дена треба да го гледаш 30 до 30 30. ќе гледаш. Сакаш да се кладима? Да бегај таму, бре. На втор ден ќе ти Ние, спусти. значи, да дувни да се напред не бива. Исклучи. Гаса. Леле. Ајде, Нека гаси. да се угаси. Зашо не се... Не, Ете. фаќа. Ај сега ти, Ајде. мајстор Чафати. Побрзо само, пошто Побрзо немаме отидовме време, со многу време. отидовме со Лебов. Да, и со... Ако, ама убави работи дознав. Не, одлично. Супер. Него... Дели повели, овој ќе бидеш ти на некоја минутка. Повели Ангела, стануваш некој друг. Учила брзочила. Може, здраво. Значи, само со Дајсо не си помагате, погодуваш кој си на челото. Јас можам да, што кажам, можам да зборувам се или Да можам... прашуваш за себе само си. за Што себе ти си. Јас треба за За себе. себе си, А ти ти не за себе. знаеш, А а он он само за со себе Дајсо си. не треба. Да, добро. Добро. Кој почнува? Кој сак? Ајде почни да Може поредно. Жената на Не, чорбаджија. не. Абе, за твоето прашуваш. А за Дали сум моето? машко, женско, дали сум... Дали што? Дали сум сум пејач, акте. Ајде, Едно дали по сум едно. пејач? Да. Прашувај додека не погоди. Народна или забавна музика? Народна. Народна. Многу сакам народна македонска музика. Првата буква од името? Не може, само со Дајсо не треба. Добро. Сакаш да си помогна. Не знам што да прашам. Прашај, прашај... Сега народна Ако музика. кажеш- Дали е жив, ајде. Дали е жив? Дали е жив? Не. Ајде сега, Ајде Рине. сега. Сега треба дали кажеш. носеше палто на рамо? Не. Не е тој. Добро. Добро, пошто немаме време, мораме Да, малку мораме да помагаме. Дали има познати хитови? Има. Да. Многу. Весели. Кажи ми еден. Како изгледа? Низок, Са, висок? не може, не може Не тоа. може? Не може. Ајде со коса беше подолга. Со долга коса. Ах, да. Од таму. Од Гевгелија? Близко. На кај струмица. Струмица? Оу. Ак да беше. Арна, Удов, Да. Гоца. Така е. Така е. Секоја чест. Да,
И човек за респект Така остави е. многу убави трагови Така е. и многу Сакаме да се хитови. подсетуваме да ги спомнуваме. Одлично, да. Ајде сега, Сега. Брашове, знаеш Дали сум како? машко или женско? Женско. Жива сум? Да. Да. Пејач, Не. актер, Да. Ка. Актерка. Добро, значи жива актерка. Да. Повозрастна. Повозрастна, македонка. Да. Да. Да не е мајката од Игор Джабал, не, тај умрена. Не. Кој може? Ајде, Многу. Возрастна, многу позната. Ајде, македонски приказник. Народ. Ние израснавме со неја. Да. Оние стари тубавите. Колозов, Така, тоа е, Шинка! браво. Браво, Ангела! Ај сега да пееме. Освен што одлично готви и прави Така прекрасни е. јадења, знае и да пее. Дени само во никој како. Ори бе, Која песна ќе ја пуштай, пееме племе. сега? Ако одам? Како одам во Битола, Одам што? во Битола. Ле. Што да не? Каде е сега? Чекај малце, сега ќе ти донесам и текст. Повилата. Што да така е? Пушти поудасно. Еве ти текст ако ти треба. Чекај да фатиме. Не пропији ова, знаеш? Не можете. Ако одам во Битола, ќе прошетам по широк сокар, а на Демел чаршија кафе ќе се напијам. Младост милна ќе си спомнувам. Така е, Дени. А на Демел чаршија кафе ќе се напијам. Младост милна ќе си спомнувам. Ајде да преминеме. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, не ја не давам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, Битола не давам. Океј, браво Дени! Погрешно, одлично, одлично и пее. Почитувани гледачи, за многу кратко се враќаме назад со предизвикот за денеска после рекламите. Може. Дур да трепнеш, се вика тоа. Вак. Да. Ова е како брз десерт. Му доаѓа. кој е најбрз десерт? Сладко од мама, так, како се каснеш, даговице, Така беше денеска со сладко. благичко. Не, Фала не. многу, навистина ни беше драго. Верувам многу, дека беше многу, интересно и на нашите Многу работи научивме. Благодарам. Да. Ние пак ќе си дојдеме Многу со ви Дени благодарам. Да, нема проблем. Следниот пат не со вакви подароци. Ти со лебот, Да, конкретни. ти со нешто друго. На волку храна му не требаше овде да замесиме нешто. Да пробам. Фала ви многу уште Благодарам. имаш. И ние благодариме, Многу стварно успеси и многу тука многу. сме. Многу Да. убава енергија, позитивна. Причина да се видиме за брзо Ќе пак. се видиме, јас само една покана до сите оние деца, 9 оделенци кои сакаат да бидат угостители, да дојдат во нашето училиште од 6 до 10 мај. Имаме отворени денови и ги чекаме со Сега се браво. уписате. Кај нема да сгрешате. Од кај вас? На нашето Позор на телевизија. Да, ние мораме да се Кај најтуваме. нема да сгрешате. Многу добра Цената професија. професија. Цената. Одлично, Јас велам И еден зада е готвач човек како кој што еден ќе 1000 носи. плата. Така. одлично платен и вистинско уживање да се биде угостител, верувајте. Те, браво, Дени. Вистинско уживање Поздрав, беше со вас. Македонија. Да, Чао, благодариме, чао, чао, чао. чао. Се гледаме со нас.